Раскажи ми за исламот. Програмата Раскажи ми за исламот ја започнуваме со името на Аллах, Севишниот и Создателот, со бескрајна благодарност кон Него, кој не почести со чувството дека сме припадници на исламската религија, кој ни ја всади свеста за тоа дека сме муслимани. Ја започнуваме со името на неговиот сакан пегамбер и со надежи верба дека нашето дружење преку оваа програмска содржина ќе биде аирлија воедно и ќе не запознае со сите доблести на нашата вера. Денес наша тема, почитувани слушатели, ќе биде судбината, верувањето во судбината, значењето на тоа верување за индивидуата и за заедницата, како и верувањето во казата, тоест во одредбата и создавањето. Судбината според исламската религија е дејствие извршено според одредено мерило. Со други зборови кажано, Аллах одредува дали, кога и каде ќе биде реализирано одредено дејствие. Тоест, тоа е вид свет, закон, кој што според одреден ред и критериум ги регулира сите настани во универзумот. Сите случувања според времето, местото и формата се реализираат не според нивниот избор, туку според апсолутната волја на Севишниот Аллах. Ова е јасно кажано во ајетите во кои што се вели следното. Аллах кој има создадено сето во универзумот и според одреден ред ја има определено нивната судбина. Ништо не е случајно, току се има свој ред и редослед на случувањата. Во исламот за казата се вели дека тоа е одредба и создавање. Семокниот Аллах управува со се и одлучува кога, како и каде ќе се случи. Постојат две фази во создавањето на битијата. Првата фаза е фазата на создавањето на битијата од страна на Аллах, а втората фаза е фазата на создавањето на предметите во одреден временски период. Исламот проповеда дека да се верува во судбината и казата, тоест одредбата и создавањето, значи да се верува во тоа дека семокниот Аллах со неговата огромна и безгранична сила и моќ, со неговата желба и волја е создателот на се, на доброто и на лошото, на убавото и неубавото, на живите и неживите суштества, како и тоа дека нема друг создател освен него. Според исламското верување, сето на овој свет, како во минатото, така и во сегашноста и днината е дело на волјата и моќта на Аллах. Севишниот Аллах со неговата бесконечна и неограничена апсолутна сила и знаење, знае кога, како и во која форма ќе се реализираат случувањата на обичните луѓе одбрани преку нивната слободна волја. Кога ќе дојде времето за тоа, Аллах го создава својот слуга покорен, човекот според сопствениот избор. Луѓето се одговорни за сопствените дела и не може да се ослободат од таа одговорност изнесувајќи ја судбината како изговор за тоа. Човекот понекогаш се соочува со одредени настани надвор од својата волја. Затоа во Куранот се вели следното. Аллах има наредено дека нема несреќа на која ќе бидете изложени на овој свет, а за таа несреќа да не пишува во книгата Левхи Махфуз, а која ние пак претходно ја имаме создадено. Се разбира, тоа е лесно за Аллах. Во еден друг ајет се вели следното. Ништо не може да ни се случи освен тоа што ни го има одредено самиот Аллах. Преку овие ајети се истакнува дека робот Божи, човекот, не е одговорен за настаните кои не се плод на неговата волја, но сепак дека тој е одговорен за мерките кои треба да ги преземе во тој случај. Непреземањето на мерки не е соодветно на исламското верување во судбината. Хазрети пегамберот Мухамед ги има предупредено муслиманите за преземањето на потребните мерки.
Исламските учени луѓе судбината ја гледаат како тајна, чија содржина ја знае само семокниот Аллах, од причина што човековиот ум, ограничен со времето и просторот, не е во можност да ја разбере силата и волјата на божествената наука и на неговата сила. Да се вложи сила за точно да се отконетне поимот на судбината е исто како да се биде во потрага по невозможното. Токму затоа Хазрети пејгамберот Мухамед има предупредено дека не треба воопшто да се дискутира за судбината. Исламот верувањето во судбината го има определено како фундамент на верата, но исто така има забрането да се биде мрзелив и да не се делува. Исламската традиција се потпира на свеста за тоа дека секоја добрина доаѓа од Аллах, а дека секоја лошотија од човековите пориви и нагони. Поаѓајќи од тоа, верувањето во судбината игра голема улога во развивањето на свеста за одговорност кај секој муслиман. Верата во судбината значи да се верува во тоа дека сето во универзумот се реализира на база на ред, план и програма. Ова верување го поттикнува човекот да работи плански и програмски и да се стреми кон одредена цел. Верата во судбината покажува дека сето е создадено во рамките на една мудрост зад која стои една сила. Муслиманот во секој настан ја бара таа мудрост, не паѓа во очаи кога ќе има проблеми, но исто така не станува арогантен во ситуација кога ќе постигне успех. Тој добро знае дека сета добрина е дело на волјата на семокниот Аллах. Човекот кој што верува во тоа дека Аллах го има создадено сето на овој свет, се согласува со сето она што доаѓа од Аллах. На тој начин се ослободува од бремето на тешките денови и на тој начин си ја улеснува душата. Токму затоа нашиот сакан пејгамбер Хазрети Мухамед има речено: тој кој што верува во судбината се ослободува од грижа и од тага. Со желба секогаш да бидеме на Аллаховиот пат се до последниот стив, се разделуваме од вас, ценети слушатели. Аллах нека биде со вас. Раскажи ми за исламот.